Селото Глобочица во далечната 1964 година е целосно потопено за да се изгради истоимената хидроцентрала. Селцето со 40 куќи, сместено во живописната долина помеѓу Дримколската околина и Малесија, покрај реката Црндрим, исчезна од географската карта. Но неговите потомци со голема љубов подигнаа нова населба над Езерскиот брег. Проследете ја историјата за неговото возобновување. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Во мир на Господа да се помолиме. Господи, за вишен мир и за спасение на нашите души на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За мир на целиот свет, за добросостојба на светите Божји цркви и за соединување на сите на Господа да се помолиме. Господи, Осветувањето на црквата Свети Илија ги собра глабочичани на прадедовите огништа. Нивната желба да ја извлечат потопената црква над вода стана реалност. Помина 50 долги години. Нашата желба беше да извлечиме од вода и одлучивме на оваа обала, на овој брег, да го поставиме храмот Свети Илија и денеска на овој свечен ден ние го вселуваме во домот на Свети Илија, светецот Илија. На заминување од летото 1964 година Глобочица е целосно потопена, за да се изгради истоимената хидроцентрала. Селцето со 40 куќи, сместено во живописната долина покрај реката Црндрим, се претвори во езеро и исчезна од географската карта. Глобочичани никош нема да ги заборават случувањата од пред 5 децении, за кои денес живо се спомнуваат и раскажуваат со нескриени емоции. Во далечната 1964 година, на 20 годишна возраст бев, кога се затвори реката Црндрим, се наполна езерото Глобочица, за кусо време од река постана езеро. Сите куќи што беа во селото беа веќе под вода. Под вода остана и црквата Свети Илија, која што не можевме никако во тој момент да ја спасиме. Јас во време на селидбата имав точно 15 години и точно се сеќавам на сите детали и на се што се случуваше при селењето на глобочичани од овие краишта. Тоа е како на филмско платно и да сакаш нешто да заборавиш, не можеш. Се сеќаваме на сите оние моменти, како деца, обично децата не многу паметат, се сеќаваме она што не многу ни значиле нашите домови. Тешко ни било кога почнавме да ги рушиме нашите куќи, каде сме живееле године, а ги градиле нашите татковци и нашите дедовци. Кај жителите навираат спомени за поранешното село, за драгите места од нивниот живот во минатото. Генерацијата која во тоа време биле деца и денес носи огромна љубов и тага по спомените од прекинатото детство во нивното село. Да бидам искрен, многу пати проплакавме како деца. Многу пати.
најтешко ни беше кога постаната куќа испраќавме. Ни беше тешко кога ни кажа нашиот другар дека се ни отиде под вода. И детството и се што не беше убаво. Ова вода што ја гледате под нас крие многу тајни. Од животот на овие деца и на сите глобочичани. Значи, се што ни зеде и се што е под вода, никога нема да ни го врати назад. Ако нешто сум посакувал во моите соништа, би сакал да видам прагот од мојата куќа. За жал, тоа не може никога да го видиме, можеме само да го сонуваме. Јас, покојниот дедо Иван, баба Менка, мачорот и кучката Мики останавме последни на ова обала. Тие направи трошнава куќичка во која се вдомија, ги прибра мачорот и кучката Мики, а јас го зедов позаименото магаре од баба Русанда, кај која бев сместен со стан и храна и заминав на работа да учителствувам во Збажди. Последниот ден од август месец се случија тие. Таа ми е случка која е за паметање. Често доаѓавме како деца. Гледавме на патот, гледавме на ридот. Гледавме како се не одзема, како денес не одзема едно, не одзема друго, а доаѓавме, верувајте ми, кога пешки од Струга, кога по некој автобус минуваше, а некој имавме по некој точак да се вози, тоа време беше богатство. Како да го вози школа денес. Значи, видите, тој живот може да бил тежок и сиромашки, во душата богат. Јас стално на моите деца им кажувам, детството мое, јас што сум го поминувал тука во Глобочица, не може никога тие да го имаат. Времињата семена не се исти со тогашните и сега. Верувајте ми, умеевме и да се дружиме, да се сакаме, умеевме да играме и да се радуваме. Глобочичани со тешко срце и со болка во душата се одселиле од своите родни огништа. Повеќето од нив изградиле нови домови во Струга. При селидбата не ги заборавиле своите мртви предци. Тоа за сите жители бил најтешкиот и најболниот чин, преселбата на мртвите. Зоран и Сандре никош нема да го заборават и тој дел од нивното детство. Луѓе замина, остана гробиштата, мртвите остана. Ние одлучивме да ги прекопаме, мртвите да ги однесеме на друго место, онаму каде што одиме и ние ги зедовме со себе. Најтешка слика што како дете сум јас преживеал и доживеал. Иако родителите ни кажува на денот на иселување на гробиштата да не одиме кај нив. Меѓутоа деца како деца сето тоа го видовне, го гледавне и да не сакаме го. Замислете, во 42 куќи, 42 гробове бе отворени во исти ден. Најтешко беше за тазе починатите, затоа што да креваш ти мртовечки сандак, поново да го прекопуваш, болно е. Секоја куќа имаше по една вреќичка. На секоја вреќичка имаше од фамилија кои ги собиравне коските. А на патот стар долу не чекаа два фапови. Ние бевме толку упорни, се сложивме, направивме ново гроблје и таму ги сместивме коските на покојните. Ниеден овде не остана. Таа слика море имам кој ќе се сетам.
Глобочичани при преселбата, понесени од чувството на припадност и приврзаност кон своите домови и село, се обиделе по нешто да спасат од своите домови и од црквата. Она што можеше да се спаси, се спаси. Се заклона иконите и оние подвижни предмети во црквата Свети Илија. Таа беше стара црква, градена уште од 15-тиот век. За да имаме нешто што датира од неа, ние успеавме со наши деца, гњурци, влегоа во дворот на црквата, извадија еден камен, истиот го градивме на овој свод, на влезов на црквава и тоа е обележје кое што кажува дека претходно имало црква на истово место. Меѓутоа, оваа сега е многу поубава од таа изградена од 15-тиот век. Но несовне голем дел од граѓата на куќите, ги однесовне градите, ги однесовне пенџерите. Мислам дека во новите куќи нешто ќе направиме, меѓутоа многу малку потребите за новите куќи. Глобочичани направија навистина убави куќи. Глобочичани живеат многу убаво во Струга, се вработени и некоја за наша среќа глобочичани се заедно во Струга одселени и арно лошо глобочичани стално се заедно. Бевме мало село, меѓутоа многу весело. Не ми достасуваат дружењето, сега го нема. Сите се раселени, некој ваму, некој таму. Ние овде бевме многу дружелюбиви, многу единствени, игравме, секој ден бевме заедно. Ние се карактеризираме како многу трудолюбив и дружелюбив народ. Жителите со носталгија си приспомнуваат за убавиот селски живот кој го имале како деца, иако се живеело во многу потешки и посурови животни услови. Да ви кажам, бевне среќни зашто бевне еднакви. Еднакви бевне кои со патичиња, кои со опинчиња, а во летниот период често и боси. Значи, умеевме да се дружиме, умеевме да се радуваме. Замисли да се радувавме кога ќе ни купе па макар едно мајче или кошулче. Игравме клиска, игравме котка, игравме петкамен, игравме лина со 10 окна, игравме долга магарица како деца. Значи, имавме толку игри и толку се забавувавме што навистина немавме ни малку слободно време. Ние стално бевме во или работевме за родителите, или учевме, или игравме. Имавме богато детство овде, навистина богато. Помагавме во жнеење, помагавме во прашење, помагавме во прашење, копање на пченката. Помагавме берење пченка, берење граф. Помагавме косење трева за стоката. Не само што е косевне, него и помагавме да ја земиме, да ја товариме, да ја однесиме и помагавме да ги нахраниме стоката, она што ја чувавме. Сеќавањата за некогашниот живот надоаѓаат и се нижат, а неизоставен дел имаат спомените од училишните денови. Тие се трајно врежани со незаборавот од детските денови. Децата од мојата генерација основното училиште го заврши и првите чекори на школа ги одеа во школото Момчил Јордановски од 1 до 4 деление. После тоа учевме во селото Луково од 5 до 8 и мојата генерација на деца, која во тоа време броеше над 35 ѓаци, деца, патувавме секојдневно 7,5 километри натака, 7,5 километри навака. Првиот учител што беше дојден овде кај мене беше Наум. Тој ден денес е жив и ден денес го уславувам учителу како сте. Драго ми е кога ќе го видам и со гордост пијам кафе со него кога го сретнам. Тој беше првиот мој учител. Јас бев дете тогаш кога заодев на 6 години и фактички првите часови ми ги одржа учителот Наум. Имавме до 4 разреди. За жал, имавме само една училница.
така да дечињата бе разместени првачиња, второ, трето и четврто. Ако се еден нешто предава, другите пишуваат нешто од претходниот ден, така да бевне недели околу 30 и нешто ученици во тоа време. Во нашето село. Учевме една смена и она што не се го заборавил, замислете во тоа време, значи зборувам за пред 50 години и повеќе, во нашето школо имавме организирано и доручај за децата. Значи во едно многу одамнешно време, што денес не знам дали го организираат али не. Али тоа функционираше прекрасно, прекрасно. Што добивавте? Добивавме, да ви кажам, се сеќавам. Добивавме некој пат парче мало сирење, некој пат маргарин на леп, али млеко обавезно имавме пошола млеко. За нас децата тоа беше многу убаво и тоа е за паметење и тоа го паметиме. Од таа генерација моја, од тие деца што во тоа време се одселија, излегува многу кадри. Излегува доктори, инженери, професори, економисти, правници, амбасадори. Имавме. Глобочица, како и останатите села од околината на Дримкул и Малесија, било печалбарско село, а мажите биле прочуени мајстори и ѕидари на куќи. Претежно селото ни беше печалбарско. Сите родители ни бе печалбари. Ми во селото немавме некое поле да кажеме дека ќе прехраниме семејството од тоа што ќе најме. Значи претежно бе печалбари, се работеше многу и нашето село, сите култури што ги видоа од светот, ги донесоа во нашето село. Во селото, секоја куќа, секој домаќинство имаше и стока што ја чуваше домашно. Значи имаше и по некоја овца, имаше и по некое теле, имаше дзевгар волови со кои оравне. Значи, овде не можеше дора трактор. Исклучиво се ораше со рало. Рало и дзевгар волови. Немаше комбајн. Исклучиво се што ќе посеевне се жнееше со срп. Значи, треба да се ожне на снопови, сноповите да се соберат нарамо, да се онесат, да се чука, да се извршат. Вршењето го вршевне со коњи. Она што ќе најдевне, тоа го носевне дома. Но тоа беше ипак малце, зате нашите татковци беа претежно печалбари. На печалба беа претежно градежни работници, мајстори, работа предците по тогашно Влашко, по Румунија. Животот во Глобочица се одвивал на традиционален начин, а глобочичани ја негувале православната традиција, куќните слави и водици. Имаше прекрасни куќи со голема традиција на луѓето, ги славевне славите Илинден и Светиот Атанасија ни беа селски слави, а одредени куќи во селото славија и пречиста ми се чини. Така. Зборно место на децата ни беше претежно кај ориштето, кај црквата. Тука беше собиралиште за сите празници. Денот кога најмногу се собираме, тоа е водици. И во нашето село имавме 3 крста: долномалски, средномалски, горномалски. Ќе ви кажам како во селото го празнувавме. Во селото се собиравме кај црквата Свети Илија, горе, имаше 3 огништа, имавме 3 огништа за долна мала, за средна мала, за горна мала. Се топлеше ракија, се фрлеше крстот во котел, се славеше на големо. Денес Глобочичан исто водици го слават на исто во струга. 3 крста функционираат прекрасно. Она што ме радува, секоја година се повеќе и повеќе гледам млади доаѓаат, што значи дека некој нас ќе не наследи. По нас некој ќе оди и она што после светењето на црквава Свети Илија овде, сакаме од оваа година, сега што доаѓа, таа традиција што имавме в село,
пред 50 години ќе повториме и овде. Ќе изградиме 3 огништа и крстовите ќе ги фрламе на водици во водите на ова езеро. Селото било сместено во долината на реката Црн Дрим, било на крстопат помеѓу Дримкол и Малесија. Предците на вредните градители имале изграден од дрвен мост кој бил уникатен. Фактично нашето село беше и крстопат за селата во Малесија. Преку нашето село патува и се движа сите од Малесија. Збажди, Присовјани, Аржаново, Локов, Селци, Буринец. Ние бевме крстопат. Тој мост што го спомнав, тој мост беше историја на селото и тој беше единствен мост кој што го поврзуваше Дримколот со Малесија, единствен мост во техниката што немаше шајка на него. Така е запишан во историјата на тој мост. Исто ако тој прв ни се потопи, пошто беше на дното, најдолу. И како сега гледам како го пратевне, една недела ќе дојде водата до столбовите, другата недела до горе, тоа беше тажно да се гледали. Прво што се разделивме, тоа беше од мостот. Над езерото, на највисоката точка од брегот, денес гордо стои една малечка камена куќичка обкружена со многу нови градби. Таа обстоила под налетот на водата благодарение на еден човек, длабоко поврзан со своето родно огниште. Ова куќа представува историја за населбата. Ова е првата куќа изградена откако се одселивме. Тоа е куќата на покојни дедо Иван. Дедо Иван ми се чини, фактичи тој и не се ни одсели. Живееше и во Струга на моменте, меѓутоа ова куќа е почетокот на ова населба. Покојниот дедо Иван беше тој што остана од кога ми излеговне, а езерото се оформи, единствениот што тој не префрляше преку езеро. Не префрляше и не враќаше. Не префрляше и не враќаше. Се дружевме многу со него. Значи, клетката на ова населба и благодарноста кон дедо Иван ни е преголема. Има големи заслуги за оформување на ова населба. Јас кога што паметам, тој претежно живееше и одеше во Струга, но многу помалку. Значи, живееше претежно тука со бабичката него. Глобочичани не дозволија од географската карта да биде збришано нивното село и прадедовите огништа. По 5 децении глобочичани не само што ја подигна населбата, туку изградија и 2 верски храма. Во 1993 година го подигнаа манастирот Свети Антони. Во 2011 поставија камен темелник во непосредна близина на старата потопена црква Свети Илија и изградија нова која ја осветија. Изградија и нови куќи. Одеше куќа по куќа. Првите куќи многу тешко ги градеа, пошто немавме пробиено патишта за носење на материјали. И дека почне куќарките да никад после 75-та година, па навака 73-та, 75-та, почна куќа по куќа да никад, меѓутоа градбата им одеше многу тешко. Затоа што се требаше да се носи нарама, ушкале. Од кој направивме патиштата имаме пробиен пат од Мислодежда преку Фурка и тој пат се користи за носење на материјали за секоја куќа, че доаѓал камион, ФАП, било кое тешко возило, така се граде другите куќи, што тоа не можеме да осториме за ке црквата. Значи црквата е градена исклучиво на раце, на мускули. Верувајте, 3 години градевме оваа црква и подпорниве зидови на езерово за да го спасиме теренов. Црквава е изградена исклучиво на доброволна основа со доброволни прилози. Носење камен преку езерото на сплав, еднаш камено да се товари, еднаш камено да се истовари, друг пат да се префрли до објектот, сето тоа го правија помладите. Ние помагавме толку колку што можевме да помогнеме. Префрлени се на тој сплав за градба на црквата и на зидовите над 1200 веќа цимент.
со количка по таа патека се одени надолу, исто товарени на сплав, па растоварени, па кревани. Овде е мъчна работа се направи нешто, но понесено носталгијата од живеачката во тоа време, ништо не ни беше тешко. Се ни одеше онака како што сакавме. Глобочичани од секојаш го следеле духот на новото време. Во средината на 20 век, во околината, биле меѓу првите села кои имале електрификација. Сегашните генерации ги следат и применуваат новите потреби на живење кои ги носи сегашниот дух на времето. Нашето село има струја од 49-та година. Ова генерација за среќа ги имаше таа среќа што учевме, можевме и навечер да учиме. Имавме своја централа. Централата е направиле нашите татковци и дедовци. Копано имаат, што вика она бразда, од голема река, да ја качат водата на висина од река 70-80 метра, за да може да паѓа по тоа корито, за да може да произведува струја. Значи, Глобочичани имаат струја од 49-та година навака. Со средства од самите мештани и направивме сопствен водовод. Изградивме сопствен резервоар од 50 кубика вода и таа вода ни е сасвим доволна да ги задоволи потребите за пиење и како технолошка вода за ова населба. Значи, за сега ни задоволува, меѓутоа идните планови ни се, веројатно населбата ќе расте, имаме бар технолошка вода, ќе земаме од езерото, а пијаќа вода ќе земаме исклучиво само од изворот. Од далечната 1976 кога почнавме, па до денеска, ние имаме направено супермодерен водовод, електрификација на селово, патна структура, имаме направено ние осветлување, имаме направено 2 цркви. Населбата денес се наоѓа на бреговите од езерото. Се доаѓа со сплав, но и по планинскиот пат од Малесија. Подигнати се нови, убави куќи. Глобочичани имаат визија за развој на нивната населба. Намерата им е да ја стават, како што велат, на мапата на рурални туристички дестинации. А за тоа адути им се прекрасната околина, планината и езерото, на кои може да се лови и рибари. Не застануваме овдека, ние ќе продолжиме понатаму, ќе го докомплетираме комплексов околу Свети Илија, овдека во близина на црквава, и остануваат на помладиве за нивни идеи понатака, она што ќе предложат да го оствариме. Имаме многу планове ова генерација за ова село. Имаме визии, имаме идеи. И тоа ми се чини дека ние со помош на младиве и тоа ќе направиме. Имаме цел да направиме туристичка дестинација, која ќе влезе на картите на мапата како атрактивна туристичка дестинација за поширокиот регион. И мислам дека тоа ќе се случи. Како оде да работите, ќе се случи. Во моментот во Глобочица се изградени 45 куќи, коинциденција или не, исто колку и потопените објекти пред 5 децении. Подигнатата населба се повеќе станува и постојано место за живење на пензионираните глобочичани. Тие се враќаат на своите корени за да живеат мирен и спокоен живот во идиличната природа надвор од градската врева.